Дозволете ми најнапред да ве поздравам и да изразам очекување дека во иднина ќе соработуваме почесто, затоа што дипломатскиот совет на Социјалдемократскиот сојуз навистина има намера да ги засили своите активности. Денес дипломатскиот совет на Социјалдемократскиот сојуз ги започна своите активности со средба и разговори со господинот Валтер Колбоу, советник за надворешна политика на Социјалдемократската партија на Германија, СПД, и председател на Сдруженијето Германија-Македонија за соработка. Инаку, господинот Колбоу е познат на македонската јавност и како поранешен државен секретар во Министерството за одбрана и член на Бундестагот. Ние разговаравме за создавање на нови форми на соработка со оваа клучна партија која што во иднина ќе стане, ако се одбива како што треба, и коалиционен партнер во владата на големата коалиција, но високо во агендата денешна стоја нашите разговори околу проширувањето на Европската Унија и членството на Република Македонија во Европската Унија. Морам да кажам дека искажавме заемна загриженост за застојот во интеграцијските процеси на нашата држава. Оттаму јас би сакала денеска да упатам едно барање до владата на Република Македонија да започне со нужен реализам, не само да го чита извештајот на Европската комисија, туку и да ги препознае пораките што доаѓаат оттаму. Се разбира дека има позитивни оценки, но и сериозни забелешки за застојот во одвивањето на некои крупни политички критериуми. Македонската јавност мора да знае дека до самитот на Европската Унија во декември остануваат неполни 2 месеци. Во овој тесен период треба да се оствари напредок во областа на медиумите, напредок во политичкиот диалог, напредок во добрососедството. Значи, ние сме тука, стоиме на располагање да помогнеме во сите овие процеси, меѓутоа носител на активностите е владата. Се разбира дека најголема пречка во нашето интегрирање во Европската Унија е ставот на Грција кон нашето уставно име. Ние побаравме од нашите пријатели од Социјалдемократската партија на Германија да понудат помош и во оваа област. Имено, да го признаат уставното име на Република Македонија. Германија да го признае уставното име на Република Македонија. Овој гест на моќината Германија, еден од столбовите на Европската Унија, ќе значи не само поддршка на перспективите за европска иднина на Македонија, туку и својвидна порака, па ако сакате и притисок врз Грција околу ригидниот, па во крајна линија и апсурден став кој што таа го има кон нашето уставно име. Зашто тој став не само што го попречува, му прави штета на нашето членство во Европската Унија, туку ја саботира, ја доведува во прашање и самата европска идеја. Како ја коментирате изјавата на Ахмети дека Груевски треба да се затвори во една соба да не излезе без да се реши проблемот, да се најде решение за името? Значи, сметам дека е недопустливо, несериозно. Коалиционни партнери во владата да имаат диаметрално спротивни ставови кон едно клучно прашање за Република Македонија, за кој што пред малку зборував, прашањето за името. Груевски треба да престане да се крие зад штури партиски соопштенија, да се обрати на македонската јавност и да каже како навистина стојат работите во процесот на преговори со нашиот јужен сосед. Во спротивно, фарсата во која што во овој момент учествуваат Али Ахмети и Груевски ќе се претвори во трагедија. Господинот Али Ахмети во своето последно интервју кажа дека ќе е решен проблемот со Грција, спорот со името, нели? Само се знаоѓаме како тоа најверојатно да се каже на македонската јавност. Сметате ли дека Македонија е веќе близко, али без јавноста да знае за решение на спорот со Грција? Ние немаме никакви конкретни податоци за тоа како навистина стојат работите во процесот на преговори со Грција. Оттаму ќе ми дозволите
до моментот кога ќе добиеме автентични информации да го ускратам мојот коментар. Благодарам. Ви благодарам.